Кавдаречкото здружение на лозаро-овощари денеска беше на работна средба во Министерството за земјоделие, каде се сретна со министерот, разговара на горчливите теми кои што ги тиштат кавдаречките лозари и овощари. Па еве од прва рака да слушаме што се зборуваше, како се зборуваше и кои ставови беа завземени. Вака, ние имавме состанок од 12 часот до 14 часот. И од нашите барања произлегува за тоа што министерот што ја договорил цената со откупувачите од 12 денари за враница и 10 денари за смедревката, таа да се почитува, да има на откупните пунктови од инспекција закачено лист кој треба да се почитува и доколку има неправилности, секој лозар да може да пријави дали го крадат на шишерност, дали го крадат на вага. Али од сето, уште баравме да не се доплате наместо субвенција наместо 2 денари, уште 1 динар. Но со разговорот од министерот заклучивме и по излагањето од министерот кажа дека тоа ќе го земат во предвид, ќе биде во разгледување. Баравме уште да се изврши доплата и на останатите вински сорти, висококвалитетните, и за во гајба, продадено гројзе во гајба во странство. Затоа ни кажа имало буџет, доколку втасат тој буџет со исплата на 2 денара и со разгледувањето на денар, доколку останат пари од тој буџет, ќе разгледат доколку има можност да можат и тие да ги субвенционират, али тоа останува за воидно време. А сега ние бараме, пошто вчера немаше откуп на црното гројзе, бараме инспекторатот да оде секоја сабалина на откупните пунктови и да дава од вчерашното откупено гројзе колку се откупува црно, колку се откупува бело. Пошто министерот кажа дека до среда сега, ова среда што ќе дојде, да откупувачите завземале став да откупат од гројзето 80% од реколтата. Па како што е на терен сега моментално многу слабо се откупува и тоа што се откупува само бело. И да не излезе после во среда пак ќе имаат средба министерот со винарите, па да не излезе после па рушење на цената или некои несакани други последици од откупот.